самиот почеток на ова репортажно и информативно видеопарче мора да се каже: сето она што ќе го слушнете и видите е вистина. На наша среќа, убава вистина со која многумина од нас ќе се почувствуваат горди што Кавадарци има културни вредности кои пак се вистински представници на автентичната и квалитетна кавадаречка културно-уметничка сцена. Зашто станува збор? Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, како најекспониран и најпознат културен репрезент на градот, со дел од своите дејности се представи во странство. Имено по покана од културно-уметничкото друштво Жарко Зренјанин од Баваниште, братска општина Ковин, Србија, на традиционалната манифестација Денови на кирилицата 2006 во ова место во Војводина заминаат членовите на градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш, младите поетеси од клубот на писатели Тиквешки цветови Наташа Павловиќ и Емилија Наумова, а во ликовниот дел на манифестацијата се представи Лазар Дојчинов со акварели и масла на платно. Мора да напоменеме дека ова гостување доаѓа во годината во која се одбележува 10 години соработка меѓу Домот на културата Иван Мазов Климе и ансамблот Тиквеш како негов составен дел од една страна и културно-уметничкото друштво Жарко Зренјанин од Баваниште од друга страна. Се започна во далечната 1996 година, но за тоа малку подоцна. Кавадаречката културна експедиција замина во Србија благодарејќи на поддршката од страна на градоначалникот и локалната самоуправа на општина Кавадарци, со што уште еднаш се потврди квалитетот на дејностите кои го делуваат во Домот на културата, особено градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш, како најпознат и најдобар репрезент на кавадаречката култура и традиција во странство долги години наназад. Во пријателско Баваниште се пристигна во петокот на 26 мај 2006 година околу 14 часот. Веднаш по приемот од страна на домаќините и организацијата на сместувањето се замина на краток одмор. За одмор всушност и немаше многу време, бидејќи настаните на манифестацијата Денови на кирилицата во Баваниште, во кои беа вклучени нашите учесници, започнуваа веќе истиот ден. Со оглед на тоа што оваа манифестација е посветена на кирилицата и на се словенските просветители Кирил и Методиј, кавадарички представници, освен ансамблот Тиквеш, овој пат беа и поетесите Наташа Павловиќ и Емилија Наумова, кои извонредно се представија пред гостите и домаќините со избор од својата поезија, а сепак започна со отварање на 3-дневната изложба акварели и масла на платно со мотиви од Кавадарци и Тиквешијата на кавадарчанецот Лазар Дојчинов. Изложбата беше отворена пред голем број на граѓани на Баваниште, во тамошното основно училиште, со избор на поезија од познати македонски автори и секако избор сопствена поезија лично представен од кавадаречките поетеси. Како почит кон домаќинот за добриот прием и успешната соработка, авторот на изложбата Лазар Дојчинов на местната заедница Баваниште и подари свое дело акварел со кавадаречки мотив. А изложбата за отворена ја прогласи председателот на културно-уметничкото друштво Жарко Зренјанин Светислав Секулич, навречајќи се на успешните години соработка, со желби таа и понатаму да трае, на радост на граѓаните на Кавадарци и Баваниште, но и на збртимената со Кавадарци општина Ковин, во чиј склоп е и Баваниште.
Истиот ден, во фоајето на основното училиште во ова место, а во склоп на манифестацијата Денови на кирилицата, се одржа литературен хепенинг на кој свое видно учество земаа кавадаречките поетеси. Во рамките на овој литературен дел, од страна на представниците на Домот на културата, на библиотеката од Бабаниште и беа подарени повеќе книги од кавадаречки автори, примероци од единствениот кавадаречки весник Тиквешка хроника, повеќе флаери, проспекти и пишувани материјали од кавадаречката локална самоуправа. Исполнетиот со активности ден заврши со средба меѓу представниците на Домот на културата од Кавадарци и културно-уметничкото друштво Жарко Зренјанин од Бабаниште во пријателска атмосфера со разговор за натамошните активности и секако продолжување на соработката. Вториот ден во Бабаниште започна со организиран заеднички пикник на гостите од Кавадарци и домаќините и посета на неколку културно-историски знаменитости во ова место. По краткиот одмор во домовите на домаќините следуваше главниот настан на манифестацијата, концертот на повеќе фолклорни ансамбли од Србија и специјалниот гостин на концертот, градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш од Кавадарци. Кратка проба пред концертот колку да се почувствува сцената и концертот започна. Пред преполна сала публика во одлична атмосфера следуваше првиот дел од наставот на кавадаречките играорци. Македонски игри и песни во изведба на ансамблот Тиквеш го исполнија просторот. Дека се ќе помине во најдобар ред, се знаеше уште од самиот почеток на настапот. Силни аплаузи кои не престанаа до крајот на играта на младите кавадарчани. Накратко, тоа изгледаше вака. Пред вториот дел од настапот на градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш, во одличната атмосфера во салата, се вклопи и она што кавадарчани го приредија на домаќините. Од 6 на 10 години успешна соработка на председателот на КУТ Жарко Зренјанин Светослав Секолич и на председателот на управниот одбор на ова друштво Југослав Маријановиќ, од името на Домот на културата Иван Мазов Климе и ансамбл Тиквеш им беше доделена пригодна благодарница и скромен поклон во името на соработката и продолжување на истата во наредните години. Како луѓе кои ја започна ова успешна меѓународна соработка, освен предмалку спомнатите, треба да се спомнат и Богдан Јовановски од Кавадарци, Драган Мичовиќ од Ковин и секако се уште активните Петре Ѓорџиев како костимограф и организатор и Илија Филов како кореограф на кавадаречкиот ансамбл.
Втори дел од настапот на кавдаречките играорци започна еуфорично, за да заврши со 10-минутен аплауз и овации од присутната публика, а изгледаше вака. Секако дека коментари не се потребни. И овој пат членовите на градскиот фолклорен ансамбл Тиквеш покажаа не само преку одличната игра, туку и со однесувањето, дисциплината и искрената почит кон она што го прават, дека се вистинска гордост на кавадарци и ја заслужуваат секоја поддршка на својот град. Нивниот однос кон работата и љубовта кон културните вредности на својот град, на својот народ, може да биде пример за тоа како се представува својата култура и традиција.
Последниот ден, 28 мај, од престојот во Баваниште, беше искористен за посета на Белград и неговите знаменитости, а во организација на домаќинот културно-уметничкото друштво Жарко Зрењанин. А потоа следуваше враќање дома, со мислите во Македонија, каде следуваат подготовките за нови настапи како културен репрезент на својот град Кавадарци.